Днешниот ЛМ вчера околу 16 часот влегол во спортската сала на училиштето и ја повикал малолетната ученичка, која не вежбала на часот, да отиде со него во канцеларијата на наставниците по физичко образование. Откако отишле во канцеларијата, педофилот започнал да разговара со неа, а потоа и да ја допира по телото. Исплашена 13-годишната избегала од канцеларијата и веднаш за настанот раскажала на класниот раководител. Случајот веднаш бил пријавен во секторот за внатрешни работи во Куманово. СВР Куманово до Основно јавно обвинителство Куманово заедно со кривична пријава го спроведе лицето ЛМ 52 години од Куманово поради основано сомнение дека сторил кривично дело полов напад врз малолетник кој не наполнил 14 години. Вратите на основното училиште Кочо Рацин денеска беа затворени за медиумите. Директорот на училиштето не беше во можност да даде изјава во врска со случајот, како што ни кажа во телефонскиот разговор поради деловни обврски. Вработените не сакаа да дадат информации за својот колега, ниту пак за злоставената ученичка. Минатата година во Куманово пријавени се 3 случаи на педофилија врз малолетни лица. Како што најавивме во дневникот анализираме на оваа тема, мој гостин е првиот човек на првата детска амбасада во светот Меѓаши, господин Драге Змијанац. Господин Змијанац, верувам дека не постои човек кој што не се згрозува од ваквите прилози. Како реагирате вие на овие информации? Ние може да констатираме само дека секојдневно се повторува насилството, злоупотребата, силувањето над децата, кои некојаш завршуваат и со доживотни трауми и смрт. И сметаме дека навистина е дојдено време кога треба да се мобилизираат сите, не само родителите, туку и државните институции, со кои инструменти располагаат за да се стави под контрола ова, би рекол, патологија или девијација која ги уништува детските животи. Ние многу често реагираме дека нема сигурен третман за педофилите додека издржуваат казната затвор. Во 2008 година силно се залагавме да се зголемат двојно казните, што е сторено, но и покрај тоа што постои доживотна казна закон. Казна, член 188 од Кривичниот закон, досега ниту еден суд или основен суд не ја досудил оваа казна, а имаше неколку случаи каде што можеше да се постапи. Токму таков е случајот со оној прилог пред завчера од човекот од Скопје, тој претходно бил сомнечен за вакво дело, точно, за напад токму на малолетник, полов напад врз малолетник. Каде е проблемот тука? Треба ли да бидат поголеми санкциите? Секако, за секој повторништво, рецидивизам, ние се залагаме за доживотна казна. Да, тоа е 28 години, веројатно многу мала била казната, што ми излегол од затвор. Прво, можете во Централниот регистар да забележите дека не се сите педофили во Централниот регистар од 2006 година нааму регистрирани и тие како слободни граѓани можат да го повторат делото. Ние тврдиме дека над 70% од педофилите, ако немат строг надзор со носење на електронски алки, ако не примаат хемиска кастрација, медикаментна терапија и не се под надзор на полицијата и органите кои треба да го следат, тие го повторуваат делото. Едноставно, без овие комбинирани мерки, сметаме дека ова ќе се случува, а доживотната казна затвор за секое повторништво е наше залагање затоа што едноставно немаме уверување дека во затвор педофилите навистина ќе се ресоциализираат, ќе се рехабилитираат и нема да го повторат делото. Секој педофилски атак врз детето, како кривично дело сметаме дека судот треба да досуди минимум 15 години казна, а за секој повторништо доживотна казна затвор. Со тоа што сметам дека треба децата да бидат едуцирани за несоодветно однесување, да знаат како да се самозаштитат, едноставно како да повикаат за помош, да не им се случи тоа, а при тоа родителите мора да бидат помобилни и поактивни, затоа што навистина, како што гледате, не се случуваат силување на деца само во институции или места каде што децата живеат и престојуваат, туку и во влезовите на зградите, што едноставно станува опасност по детскиот живот и безбедност. Така, денеска требаше да биде овде и министерот за труд и социјала да дебатираме со него за оние мерки кои што треба тој да ги направи, меѓутоа ни ја откажа посетата со оглед на тоа дека имал работни обврски. Јас предлагам овде да ја слушнеме неговата изјава токму по повод овие настани. Доколку се докаже вина кај било кој сторител за ова кривично дело, барам, апелирам да се донесуваат максимални казни затвор за овие монструми. Статистиките по однос на оваа злоупотреба, значи сексуалната злоупотреба на деца и семејното насилство, ќе имаат и понатака негативен тренд. Значи тие ќе растат со самото тоа што се зголемува се повеќе и повеќе свеста кај населението дека ова се апсолутно асоцијални појави кои што е неопходно да се пријавуваат за да може благовремено да се интервенира и истите да се стопираат што е можно повеќе.
Слушнавме веројатно сте на иста страна со министерот и тој вели доживотен затвор за сите оние кои што ќе направат вакво дело, меѓутоа веројатно проблемот е кај судските власти. Судските власти има еден проблем што не го третираат секој дело дете жртва како едно кривично дело, туку ако на пример таткото што се случи во Велес ги силуваше трите ќерки, каде што требаше минимум 45 години да досуди казна затвор, досудија 15 години затоа што го сметат како едно кривично дело, во стек едноставно не ги третира децата жртви како посебно кривично дело. Исто се случи со таткото кој ги силуваше своите ќерки на 6 и 8 години со неговиот другар со право на видување. Значи имаме повторништво и сметаме дека навистина мора да се стави под контрола. Доживотна затвор казна за секое повторништво, а првата казна мора да биде 15 години со строг надзор на полицијата, центрите социјална работа и лекарите со примање на медикаментна терапија за да се стави либидото и нагонот под контрола, затоа што педофилите едноставно не може да го контролираат тоа и посегнуваат по детски живот кој навистина некојаш завршува и со смрт. Само кратко за крај споминавте дека би требало да има некакво образование за децата. Да. Значи ли тоа дека е мала свеста и кај децата и кај родителите? Мала е свеста за ризичноста на несоодветни понуди на возрастните, бидејќи педофилите најчесто освојуваат довербата кај децата. Тоа се познаници, тоа се 70% од луѓето, чичкоси, вујкоси и најблиски роднини. И вие можете да замислите која е тоа травма кога на детето најблизо ќе го силува, а при тоа и ќе му даде на знаење дека детето е виновно за тоа што му се случило, му се закануваат со смрт на најблиските и едноставно детето е принудено да молчи. А уште ако земеме предвид дека детето помина дополнителна виктимизација и травматизација во докажување на вината на осомничениот, а ние се залагаме за секое осомничен, независно дали овине да биде во притвор и судот никако да не дозволи на главен претрес детето жртва да се соочи на инсистирање на одбраната со осомничениот за да ја докаже вината на осомничениот за тоа што му се случило. Има реален страф, така. Да. Ќе ви благодарам за гостувањето во Дневникот. Ние на жал одиме со уште една слична тема. Две малолетни девојчиња од